Беше тоа на 29 јануари 1950 година, кога во Скопје е формиран Сојузот на филателистите на Македонија. На 29 јануари 1992 година почина Иван Дојчинов, македонски комунист, борец во Шпанската граѓанска војна, учесник во Народно-ослободителната војна, а по војната репресиран како информировец. Дојчинов бил член на главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Македонија и учествува на првото и второто заседание на АСНО. Бил носител на партизанска споменица 1941. На 29 декември 1950 година Дојчинов е притворен како осомничен во врска со резолуцијата на Информбирото. По едногодишна истрага на 10 ноември 1951 година е осуден на 9 години строг затвор и 3 години ограничени права. Во март 1952 година е префрлен на издржување на казната во Билеќа, а во 1954 година е префрлен на Голи оток. Помилуван е и пуштен од затвор на 29 ноември 1956 година. По ослободувањето од затвор се враќа во Скопје и се вработува во металскиот завод. Во јули 1958 година повторно е затворен, но по 6 месеци во декември истата година е ослободен како невин. Емигрира во Бугарија, но повторно се враќа во Скопје. Беше тоа на 29 јануари 2005 година, кога почина режисерот и сценарист Живорад Жика Митровиќ. Негови најпознати филмови се Капетан Леши, Мистон, Солунските атентатори, како и Ешалонот на доктор М, Марш на Дрина, Ужичка република, Сигнали над градот, Невестинска пушка, Тимочка буна и други. Беше тоа на 29 јануари 2020 година, кога во населбата Киселавода Благој Георгиевски Буштур починал кога при управување на своето возило изгубил контрола над возењето и излетал од коловозната лента каде што удрил во бетонска жардинјера на булеварот Србија. Тој починал на местото на несреќата. Тој беше долгогодишен член и капитен на кошаркарскиот клуб Работнички Скопје. Поради неговата смрт, Работнички го повлекол бројот 13 од употреба на клубските дресови. За југословенската репрезентација Буштур одиграл 124 надпревара и постигнал 388 поени.